Навистина треба да се разбере маката на бугарите. Тие царувале само 3-4 години и не можеле да влијаат ниту да едуцираат како браќата од север, чии кралеви владееле со ова парче земја скоро 30 години. И покрај годините, тие сеќавања се вечни и длабоко врежани. Блаженопочившем кралju уединителju Александру I, од онога дана несретнога, од часа погибие твое, цав твој народ тужи, плаче, цвили, а за тобом Господару мили. Тоа што некој роднокраец го закитил сопругот на Марија среден Марсеј, не вреди да се споменува, бидејќи дури и денешните големи патриоти повеќе внимание им посветуваат на некои нови светски императори, отколку да си ја гледаат сопствената држава. Гледај ја Франција на што личи, гледај што се дешава у Перу, гледај у Етиопија што се деси, гледај у Судан сега што... Буквално сегде, Хаити човече се разбуди. Руски и кинески знамења веат по цела планета. Барјакот како штафета шете и меѓу нас, особено кај оние кои се растревожени поради собствениот неуспех да си ја задржат моќта. Откако го изгубија тоа што им беше акроним во името на бизнисите, патем тркалајќи капитал и од братска Венецуела, сега воопшто не им е битно кој чија земја гази. Македонија не може да се исклучи од ова што денес се случува. Војната во Украина го поремити целиот светски поредок. Како ние да сакаме? Дали се агресори русите, не е битно. Нашинците во Австралија тоа и воопшто не ги засега. Битна им е само Македонија. Откако расчистија со идентитетските прашања, сега се засегнати со цената која треба да се плаќа за регистерските таблички. И како што се прецизни во однос на политиката, такви се и кога се работи за математиката. 1500, ќе речеме, по 2-3000 денари на кола. Ќе речеме сигурно има милион коли во Македонија. Сигурно. Милион коли по 3000, сега ќе ти кажам. 3 милиони. 3 милиони, да. Значи, 3 милиони денари. За разлика од оваа весела пресметка која не можеше да се погоди ниту со калкулатор, во реалноста вредните домаќини и домакинки совршено добро знаат да направат есеп. Кај нив, инфлацијата мощно јасно ги покажува вистинските параметри. Изнесеш илјадарка, викаш пуно ќе донесеш. Ништо со илјадарката стана 100 динара. И на крајот, за оние кои сакаат бргу да се збогатат, откриен е триаголник на спасот со прецизна GPS локација. Во близина на секое казино има банка или така наречена продавница за пари, односно тие се познати како куќи за брзи кредити. После загубата во казиното на тие пари близу е аптека за да се снабдуваат со различни седативи. Со оглед на бројот на казина и облажувалници, барањето на антикоцкарите за нивно оддалечување од објектите во кои се држи настава е нереално. Најдобро е да се преместат училиштата.